Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Под мотото мапирање на енергетската иднина на Западен Балкан во Скопје денеска започнува 8-то издание на Македонскиот енергетски форум МЕФ, регионален настан посветен на енергетската транзиција и одржливиот развој на Западен Балкан. Форумот ќе ги обедини водечки тимиња на политиката, индустријата, науката, граѓанскиот сектор со цел да се поттикне диалог и соработка за забрзување на енергетската трансформација во регионот. Поведно браќање ќе има Агим Селами, извршен директор на МЕФ, Михаил Рокас, амбасадор на делегацијата на Европската унија во Македонија, Анџела Агелер, амбасадорка на САД во Македонија и Миодраг Мишолич, заменик директор на Западен Балкан. Секако и Сања Божиновска, министерката за енергетика, рударство и минерални ресурси, како и Изет Меджити, прв заменик председател на владата и покровител на МЕФ. Во ведната панел дискусија е на тема декада од Парискиот договор, напредок пред извици и иднина на Западен Балкан. На вториот ден од форумот е најавен учество и на премиерот Христијан Мицкоски на панелот на тема енергетска безбедност и транзиција на Македонија кон обновливи извори. Клучни цели на МЕФ се продлабочување на регионалната соработка во услови на геополитички промени, усогласување на целите за декарбонизација до 2050 година и обврските од КОП-30, поттикнување на индустрискиот развој, иновации и истражување на улогата на вештачката интелигенција и новите технологии во енергетиката. Новиот министер за здравство Азир Алиу денеска ќе биде во посета на Кочани, градот погоден од трагедијата во месец март. Кочани е на врвот на неговите приоритети, условите во болницата таму се алармантни. Иако информатичар најавува дека нема да лечи, туку ќе менаџира со системот преку 500-обната реформа. Кочани приоритет на новиот министер за здравство. Азир Алиу утре ќе оди во посета на градот кој се уште живее со последиците од големата трагедија на 16 март. Какви се условите во болницата? Каков кадар недостасува? Може ли да се работи во објект кој не е реновиран повеќе од 40 години? Решенија за овие проблеми се очекуваат од првиот човек во здравствениот систем. Ние овие денови ќе бидеме во Кочани. Тие средби нема да биде средби во кои што ќе одиме заедно со новинари. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме и да ги видиме потребите во кои што ги имаат. Утре имам средба со директорката на болница Кочани, така да затоа ќе почнам од таму. Прв приоритет ни е Кочани, понатаму сите такви или слични ситуации кои за жал ги имавме во минатото. Алиу е во министерскиот кабинет една недела. По самиот избор имаше бројни критики како информатичар ќе го лечи здравствениот систем и дали тоа е вистинското решение за соочување со големите проблеми во секторот кои бараат итни мерки. Јас сум доктор по информатички науки, не сум лекар, но позицијата што ја имам во моментот е менаџерска позиција, така да јас нема да оперирам срца, туку ќе креирам системи во кои што ќе бидат оптимални, отчетни и навремени, така да ќе креирам систем за да може лекарот или кардиологот да оперира срце во реално време со добри инструменти, отчетност кон граѓаните, а не листа на чекање. Иако информатичар, Алиу веќе направил амбициозен реформски план за поправање на здравствениот систем. Неговата програма има 5 столба. Ке ги мапира потребите во здравството каде што недостасува. Платформа за следење на перформансите на болниците. Професионален развој на кадрите. План за одржливо финансирање и дигитализација. До сега сите министри за здравство тргнувале со планови и програми, од кои најголем дел останале само на хартија. Од конечно решавање на сообраќајниот хаос на клинички, до минимум критериуми за набавка на терапија се реалните проблеми кои го дочекаа Алиу во секторот. Сања Димитровска, Сител телевизија. Се прават последни подготовки за ставање во функција на објектот Пониква за рехабилитација на повредените од дискотеката Пулс. Новата директорка на Кочанската болница вели дека веќе почнало реновирањето на болницата, а секојдневно пристигнуваат и компресивните облеки и дополнителна опрема за третман. Таа гостуваше во тема на денот во Дневникот на Сител. Во однос на реконструкцијата веќе започна. Од петокот е веќе започнати се работите на терен во делот на физикалната терапија. Тоа е површина од 350 метри квадратни.
и според динамиката на изведувачот, значи реконструкцијата се одвива во соработка со владата на Република Македонија спрема потребите на пациентите кои што во моментот се лекуваат во Кочанската болница, кои што ја обавуваат физикалната терапија, и се одлучивме да започне таа од физикалната терапија, бидејќи е најнеопходна во моментот, така да според динамиката на процесот на реконструкција и на реновирање, значи се очекува во текот на наредна недела, значи прозорците, водоинсталацијата, електричната мрежа, понатаму следуваат ѕидовите и подовите и комплет, значи некаде се очекува за 3,5 до 4 недели да биде финализирано. На какви третмани ќе бидат пациентите кои што ќе одат во Пониква? Дали тоа ќе бидат медицински, дали тоа ќе бидат социјални во смисла повеќе на дружење, дали тоа ќе биде повеќе заради психолошка поддршка? Која е идејата на отворањето на овој центар, затоа што критичарите велат таму нема услови за реално за здравствена нега на пациенти? Доаѓа лето и тие нема да имаат класичен одмор како што го имале до сега. Нема да може да се изложуваат на сонце и на високи температури, а исто така ангажираме цели семејства кои што треба да ги носат до болницата до Кочани или до Штип за физикална медицина и терапија, кои што нели проблемите со паркинг, проблемите со чекање и особено заради тоа што се поголема група и дека ќе мора тоа да го обавуваат и во часовите кога баш е најтопло, и од таа причина се дои потребата дека значи ние да одиме кај нив, не тие кај нас, значи тимот кој што обавува физикалната медицина, а најпотребна им е психосоцијалната поддршка, да им биде достапен и да бидат на едно место, затоа што им фали моментот на социјализација. Во продолжение и вести од светот. Екипите за итни случаи против